Почитувани граѓани, почитувани медиуми. Последниот случај Феникс и истрагата што ја отвори надлежната институција, обвинителството, сомничи 15 лица, меѓу кои поранешни највисоки функционери на ДПМН. Осомничените се товарат за злоупотреба на 57 милиони евра пари на граѓаните за 11 споменици од Скопје 2014. Колку голема ултрапералница на пари е Скопје 2014. Но, обемот на овој историски криминал најдобро се гледа ако се спореди вредноста на злоупотребените пари. Например, една нова, современа и целосно опремена детска градинка за 200 дечиња чини околу 1,5 до 1,7 милиони евра. Тоа значи дека за 57 милиони евра можело да се изградат 33 нови детски градинки ширум државата. Ете зошто во времето на ДПМН не се градеа нови детски градинки. Не се градело затоа што се крадело. Од ДПМН решиле дека наместо за народот, за граѓаните, за дечињата, парите треба да завршат во нечии џебови. Не се мислело на тоа да се создадат подобри услови за најмладите. Не се мислело да се обезбеди соодветен капацитет, се мислело само на лично богатење. Само преку еден случај, 57 милиони евра злоупотребени, тоа значи дека се украдени 33 градинки. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија за 6 години изгради и обнови 80 детски градинки низ сите општини во државата. Тоа е суштинската разлика меѓу криминалот на режимот на ДПМН и вистинските политики на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Ви благодарам.